Денес се создава гужва пред полициска станица. Турските студенти полесно и побрзо да ги добиваат своите потребни документи за престој во државата и студирање на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Денеска се одржа средба со секторот за внатрешни работи Штип, на која им се презентираа правата на турските студенти, но и се одговараше на нивни прашања. Праксата изминатиот период покажува дека пред секторот за внатрешни работи Штип се чекаше во редица за потребни документи, што представуваше вистински проблем за студентите. Што до пред 2-3 години немавме никаков проблем за престојот. Значи редовно студентите добивале за кратко време, значи од 2 до 3 недели добивале лична карта, странички лична карти, но за жал еве од лани се случи што се случи. Не успеевме да направиме една ваква како што знаете, неколку закаснеле со престојот, бидејќи таму во службата имало некој проблем и не успееле да добијат престој, така што за жал биле и депортирани од Република. Сакам да идам, значи од ова година нема долги чекања, како што ви реков, до лани имаше. Ама од ова година, благодарение на началникот на Исток, веќе тој презема конкретни чекори и сега секој ден веќе ги примаат документите и ги решаваат во највкусен. Околу 500 турски студенти има на Универзитетот Гоце Делчев Штип, но дел од нив не успеале да ги положат сите предмети, а друг дел пак биле депортирани бидејќи немале навремено документи за престој во државата. Некаде околу 500 студенти имаме, активни студенти, но некои кои не успеале да полагаат значи потребните испити и некои се откажаа, а некои се откажаа како што реков и заради тоа што немале добиено престој и биле депортирани. Така што се надеваме дека тие студенти повторно ќе се вратат, после знаете дека 3 месеци мора да останат од Република Македонија, после тоа повторно ќе продолжат своите студии при нашиот. Колку од нив се активни студенти, а колку се абонирани? Моментално, лани мислам дека некаде околу 40 на студенти беа депортирани. Целта на ваквите средби е да им се помогне на странските студенти навремено да добијат лични карти, дозволи за престој, како и да ги решат проблемите со индексите на факултет.